Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде Александар Пандов, директор на управата за извршување санкции. Добре дојде. Добре те најдов, Љупчо. Александар пред 2 дена толку беше промовираше еден новитет во македонскиот затворски систем, АЛКА систем, да го наречеме. За што се работи? Да. Па конечно после 10 години стартавме со алките, така да ги речеме, пошто као така ги препознаваат луѓето, имено од пред 2 дена во Република Македонија може да се судиите можат да пресудуваат, тоа и претходно можеше по кривичниот законник, меѓутоа од пред 2 дена и официјално се во можност да досудуваат куќен затвор. Што значи тоа? Дека осуденик кој што има не поголема од 5 години за сметана казна, а не повеќе од 3 години пресудена, да судијата му досуди куќен затвор. 3 категории се офатени со оваа можност: стари изнемоштени лица, мајки, бремени мајки или бремени жени или мајки на мали дечиња и тешко болни или инвалидизирани лица. Со тоа мислам дека првично се воведува еден похуман, така да го наречам, начин на одлежување на затворската казна, односно на казната која што е пропишана. Второ, има можност, да речеме, во моментов ние во низ македонските затвори имаме точна бројка е околу 100 во оваа категорија на осудени лица, кои што сега, ако биле окей како затвореници, самите они или затворите може да побараат од судовите преиначување на нивната казна од затвор да одат во куќен затвор. И трета категорија на луѓе кои што исто така можат да ја добијат алката е луѓе кои што бараат условен отпуст, меѓутоа со електронски надзор. Што значи тоа? Луѓе кои што имаат повеќе од половина одлежено од казната, ако биле примерни како затвореници, ако не правеле дисциплински прекршоци, они досега можеа да бараат условен отпуст и да бидат на пробација со заштитен фактор, меѓутоа сега со електронски надзор. Тоа значи дека тие луѓе во одреден дел од денот може да движат, може да одат на работа, може да функционираат низ градот. Во одреден дел од денот како ќе одлучи судот, да бидат дома, така да кажам, затоа што системот е со радиофреквенција. Имаме формирано оделение во управата за извршување санкции. Во делот во пробацијскиот сектор имаме оделение за електронски надзор, имаме обучени луѓе кои што ќе го следат нивното движење и ќе се обучени да ги местат тие алки. И според мене ова е повеќе кратен добит, имено прво ќе ги намалиме бројот на затвореници, затоа што во моментов имаме буквално преполнети се македонските затвори. Имено во сега денешните бројки точно не, ама тоа се плюс минус 5, 10, 20 луѓе. Имаме 2300 затвореници и 400 притвореници. Според мене, затоа што условен отпуст, тоа со сигурност ја кажувам оваа бројка, околу 400 луѓе може да побараат условен отпуст. За жал, за среќа, тоа е заживеана работа во Македонија и немал број на судии се пропробацијски, меѓутоа и понатака има поготово некои цели судови каде што многу ретко некој судија си дозволува да даде условен отпуст со заштитен надзор. Сега
И со алкиве верувам дека уште повеќе ќе се охрабрат, ќе се осмелат. Вториот дел кој што е придобивка, значи, ајде што ќе го намалиме бројот на осуденици по затворите, е што економскиот момент, именно еден затвореник во зависност од затвор до затвор, Македонија чини измеѓу 2000 и 2500 денари дневно. Тоа доаѓа на годишно ниво на 10, 12, 13, 15 илјади евра еден затвореник како држава не чини. Неговото одлежување на казната дома нас нема да не чини ништо. Ке не чини пар евра, платата што ја зимаат тројца, четворица колку што се вработени во нашето оделение и лиценцата која што ја плаќаме на годишно ниво. Така што мислам дека е повеќе кратен бенефит добива како држава и конечно она што ние и како нова власт го ветивме, а тоа е дека ќе работиме во интерес на државата, ќе работиме во интерес на оние институции каде што се сме поставени. Мислам дека ова е фаќаме чекор со оние европски држави, конечно во немал број од европските држави и државите ни светот одавна е оваа работа воведена. Зошто доцниме како и секогаш? Зашто? Затоа што да те потсетам до како доаѓа кога беше изгласана владата во јуни 8 беше изборите, 20 некој јуни стапи на сила новата влада. До тогаш да те потсетам ние имавме една ненародна, една ќе си дозволам да речам апашка власт која што освен личниот интерес ништо друго не гледаше. Јас со чудење кога дојдов во управата не можев да се начудам зошто тоа. Има и други работи во затворскиот систем со прашањето зошто што сум си го поставил и ден денеска си го поставам зашто не го имаат направено, меѓутоа не ги имале ставено во функција. Ние ветивме дека тоа ќе го направиме и го направивме. И повторно ќе ти речам, мислам дека и ќе биде поздравено. Ние на крајот од денот како држава тежнееме да во некој идно време бидеме полноправна членка на Европската Унија. Ова беше и еден од поважните услови кои што ни го година за година ни го има забележувано дека треба да го ставиме во функција. Имено на крајот од денот самите алки и рутерите кои што се нас ни се донација од Европската Унија, односно од Советна Европа. Меѓутоа ние бевме дури изложени како држава. Так. Морам да потенцирам дека тоа не ми беше единствениот мотив зашто јас ја брзав работава околу алкиве да ги ставиме во функција. Ова што ќе го кажам, но ако не бидат ставени во функција сега, ние требаше да враќаме на Советна Европа 633.000 евра како држава. Тоа за среќа сега нешто нема да треба да го, него јас те уверувам и тебе и нашите гледачи дека Македонија ќе има огромен економски бенефит од електронски алки. За колку алки зборуваме, односно колкав е капацитетот на целиот систем, некој треба тој да го наблюдува, како што кажа тоа посебно оделение и се колку луѓе може да бидат во домашен затвор во Македонија? Може илјадници да бидат. Така. Илјадници, тоа е монитор, само плюс неколку луѓе ќе вработиме. Сега се ставени во функција, ние имаме 400 алки. Меѓутоа во функција ги менувавме батериите, затоа што пред 10 години биле не работеле, тие батерии мораше да се сменат и на нив и на рутерите. На 100 такви уреди направивме промена. Дај Боже, ако се движат работите јас онака како што очекувам, во идно време ќе ставиме уште 100, па уште 100, уште 100. Нема да треба ништо да се доплаќа, ќе треба само батериите да се сменат на уредиве, а тоа релативно брзо иде, не повеќе од 2-3 недели. Израелска компанија е светски бренд во, значи, и тоа сакам да потенцирам дека овој систем ние кој што го имаат и најсовремените држави во светот, дали софтверски гледано, дали самите уреди. И досега јас ги најавував и затоа што
имам доста често можност, со помош на одреден број на невладени организации, ни помагаат, и Совет на Европа ни помагаат да правиме тркалезни маси, на кои што ја промовираме пробацијата како инструмент, како алтернативна мерка, казнена мерка. Меѓутоа и досега ги зборувавме алките, јас и понатака тоа ќе го правам и ќе се обидам и со помош на агенција, мислам дека не Академија за суди и обвинители, и со нив имаме соработка. Еве имаме на крајот и почетокот на следниот месец 2 такви тркалезни маси закажано, едната е во Струмица, другата во Охрид. Ќе се обидам да ги охрабрам судиите да оваа мерка со електронски надзор, односно алки, што почесто да ја, односно на оние луѓе кои што ги исполнуваат условите, така е да ги добиваат и алки. Имаме ли сега, ќе стартуваше ли, кога очекуваш да стартува? Првата пресуда таква? Па се надевам дека ќе за скоро време. Значи условите се сите оптимални, ги има, само треба да се стартува. Она што пак ќе ти повторам, има сега стотина луѓе по затворите кои што се апликативни за да ја добијат алката. Насоката кон сите директори на затвори е да ги евидентираат таквите лица. Ако тие самите не, затоа што два начини е како да побараат они алка. Едно е самиот или преку адвокат, овластено негов правен застапник, или ние сами како затвори да побараме од судовите. Моите насоки се до директорите, сите тие да се евидентираат и за сите нив да биде побарано таква мерка. Јас се надевам дека мој таргет е до крајот на годината барем 100 луѓе да имаме ние во домашен затвор. Ти прв ја проба алката, еве од прва рака или нога, да речеме, функционира ли? Да, ние шетав, јас правев, па така е. Види, Љупчо, знаеш, еве јас не го симнувам часовникот и имам онаков електронски сега носам часовник. Навика е. Треба да го навикнеш. Некој човек не може рачен часовник да носи, му смета едноставно. Ова па на нога дека ти е, да бидам искрен, она е лесна, се е супер, ти можеш да се бањаш со неја, комплетно да функционираш. Меѓутоа, во даден момент, онака ти прави блага, знаеш дека ја имаш на себе, не, во даден момент не ти е пријатно, но како и да е, многу пати подобро него да си во затвор. Сепак си ти дома, човече, мислам, ти пази дома на твојот кревет си спиеш. Кога ќе го отвориш домашниот ти е фрижидер, со фамилијата си дома, на домашниот телевизор ја гледаш емисијава, не многу е подобро, мислам, не е многу подобро, неспоредливо е. Технички гледано тоа е еден рутер кој што контролира дали ти ќе се оддалечиш премногу од него. Рутер кој што ти го поставуваат дома и има периметар. Ако излезеш од него, сигнализира и појавата е веднаш кај одделението кој што следи. Со тоа што оние кои што се класично домашен затвор, тие имаат, затоа што и во затворите, имаат 2 сати прошетка надвор. Нели, воздух да го фати човекот, во периодот од 1 до 5, од 13 до 17 часот, за да бидеме прецизни, ќе се избере затвореникот кој 2 часа сака да излезе и ќе има право да излезе од својот дом, да биде надвор од параметар, меѓутоа софтверски ние тоа така го внесуваме и тој човек може да оди да си пазарува, до аптека, да прошета во парк, да седне у кафана, кај тие 2 сата е слободен. После тоа треба да се врати дома. Ако евентуално не се врати, на самиот рутер има слушалица, има сим картичка, веднаш ние добиваме сигнал, му се јавуваме на рутерот, он треба да се јави на него. Ако евентуално не се јави, има еден контакт телефон кој што од сопруга, член на семејство, неважно, човек кој што е во негова близина или живее заедно со него, ако и во тој момент го нема,
се явуваме во полиција дека е во бегство. Јас сум безмалку 100% сигурен дека такви нема да има, затоа што после тоа тој се враќа повторно во затвор. Така, а повторно да кажам, за да дојде он до алката, он веќе претходно бил на викенди, сме го пуштале, ни излегувал, онако бил на ние да бега, можел тогаш да бега. Тестиран, сакам да речеме, тој затвореник како таков. И верувам дека ќе ги почитуваат. И праксата, она што комуницирав јас со соседни земји, е дека многу ретко некој таков затвореник се дрзнува да ја кине, да ја вади, да бега, да ова, да она, затоа што свесен е дека после тоа он ги губи сите привилегии и треба остатокот од казната да го помине во затвор. Значи, освен условите кои што се да биде стар, изнемоштен, мајка со дете или бремена, е и да има добро поведение, не може или тек тешко така... болен, или да. тешко болен, затоа што ние имаме тешко болни луѓе кои што се во затвориве. Так. Значи, кој што вистински не е за во затвор тој човек, меѓутоа позитивните сега закони на Република Македонија налагаат дека не може да му се даде еден месец дена прекин заради здравствен проблем некој. Меѓутоа, ако е хронична некоја потешка хронична болест, он за тој месец дена не може да ја реши и он после тој месец дена се враќа и си седи во затвор, тие луѓе ќе си бидат дома. Нели те загрижува фактот оној македонски феномен што се случува постојано, се вика мито, корупција, нели рушвет, приказката дека некои здрави прави момци и девојки ќе си платат и ќе си одат дома да си седат, или сепак поминаат тие времења можеби? Не се поминати. Не. Так. Парите си се пари. Да. И навиките кои што ние живееме во Македонија, она што го направи претседателот Мицкоски во овие 10 месеци владење, е буквално покажа дека македонската влада има цврста намера да се пресмета со криминалот и корупцијата во општеството, меѓутоа да не се залажуваме дека е искоренета скроз, дека ние сега сме Норвешка или Финска. Искрено кажано, јас размислувајќи како некој би го злоупотребил системов, е токму тој. Меѓутоа, еве и од ова место, ги предупредувам тие медицински работници, доктори, што и да се, кои што ќе се дрзнат на таква работа, дека да не плачат после тоа они да бараат алки. Има внатрешни контроли на сето тоа. Секако дека има, така е. Да. И тоа е подоцна дека ако има такви сомнителни случаи, дека тие по автоматизам ќе бидат и во обвинителство пријавувани и во МВР. Ние не сме истражен орган, Љупчо, и ние не можеме тоа да го направиме. Кај нас, ако дојде затвореник со такви документи, тоа е тоа. Ние не можеме да ја провериме диагнозата, не можеме да го направиме. Меѓутоа, тоа е одлична можност да во некое идно време видиме некоја акција во кој што одреден број на доктори ќе се најдат позади решетки, па нека дава пример за останатите. Нека дава такви диагнози. А дека ќе има обиди, тоа да. Дефинитивно ќе помогне и за еден друг аспект кој што го спомена, да се подиспразнат затворите за оној наплив кој што се очекува, можеби и е во тек на нови клиенти, така наречени, поврзани со и од минатата власт, така ќе имам простор за да ги вдомите. Па, како се, пошто за здравство зборевме, ако притворот е приемно оделение, не, приемно имаме ние и во затворите, да не, кога ќе заврши емисијата, некој ми забележува, ама приемно е приемно. Притворот е од надвор гледано како приемно. Не мора да значи, вие во притвор сте осомничено лице. Не се сеќавам дека некогаш толку биле полни притворите, колку што сега се полни. Имено околу 400 притвореници имаме ние во моментот. И буквално ни се преполнети притворите, главниот во затворот Скопје, и во Куманово имаме притвор, во Битола, во Гевгелија, друг нема, тие се, и во Охрид има. Полни се притворите, тоа значи дека немал дел од тие ќе се најдат во затворите. Она што сега после оваа работа, еве утре има многу важен состанок,
имено доаѓа представничка од Европската банка за обнова и развој. 2010 година Лјупчо до Македонија зема 40 милиони евра кредит од посоченава банка и во време на владењето на минатото владење на ВМРО ДПМН со тие пари се изградени отворено, полуотворено со супер нови згради во Идризово, управната зграда, тренинг центарот ни е донација, Кумановскиот затвор е изграден, воспитно-поправниот дом во Тетово. Но за жал, со промена на власта 2017 година, претходната власт буквално нема шајка заковано. Дополнително тие пари се условени со има комитет за заштита од тортура, ЦИПИТИ, кој што безмалку е едната иста организација со банкава која што е за обнова и развој и на Совет на Европа, и нивните оценки биле од лоши по лоши, година за година, дополнително гледајќи дека нема никаква амбиција нити желба да го дозаврши проектот Идризово, затоа што тоа што ти го наброев е во првата фаза на градба на затворот Идризово, не преминале во градба на втората фаза и од минатата година тие околу 25 милиони евра кои што се останати уште од таа 2010 година, за жал ставени беа под мораториум, односно ние ги имаме парите, ама не можевме да ги користиме. Во овие месеци наназад ние ја извадивме нова градежна дозвола во Идризово, ги направивме сите подготовки. Луѓево на неколку пати кога дојдоа, видоа не само желба и амбиција, него и конкретни голем број на чекори кои што се направени во овој изминат период. И јас сум и повеќе од оптимист дека имаат, мислам дека во средина на јуни они состанок, управен одбор, како и да им се нарекува на самата банка, и дека ќе ни дозволат повторно користење на тие пари. И јас и повеќе од желба имам да во наредниот период и цела енергија ќе ја насочам кон тоа да ја почнеме и да ја завршиме втората фаза, а со втората фаза два главни објекти кои што се многу важни за нас како држава и како затворски систем е изградба на нов притвор со капацитет од 420 кревети во склоп на Идризово, во непосредна близина на судницата која што е таму, а која што не работи. Еве имам најава и јас ептен се радувам 28-29 судиката Даниела Димовска најави дека она го води судењето против обвинетите за адитив. Ако е се во ред, а се надевам дека ќе биде, и ние како управа ќе направиме се за да ја оспособиме судницата, да имаме конечно судење во таа судница, затоа што таа е најмодерна судница која што ја има Македонија, а не е во функција. И да немате транспорти и такви работи, она постојано што се случува. Така е. Е сега, замисли, до самата судница ќе биде притворот. Што ќе рече, затворската полиција ќе го фати осумниченото лице, ќе го однесе во судница, нити транспорти, нити ризик, нити малтретирање, нити трошење пари. Така е. Значи, притвор би се изградил и најважно за мене е комплетно ново затворено оделение со 600 и нешто кревети, и во тој момент онаа стара зграда во Идризово и онака како што се организирани таму затворениците, а тоа е, верувај ми, систем на касарни со спални и по стотина луѓе кои што си се движат тука заедно во таков со изградба на новиот затворен дел во затворот Идризово ќе биде келиски систем каде што ќе има 1, 2, 4 максимум затвореници. Тие 2 сати ќе може да шетаат надвор и тоа е тоа. Сега е сосема поинаку организирано и е опасно и за самите затвореници, и за вработените, за затворската полиција, и за секој еден, и за нас како граѓани. Не е тоа во ред.
Јас се надевам дека до крајот на годината сите документи, тендери, се ќе биде завршено и со Господ напред со почеток на следната година ќе почнеме градба која што ќе трае колку што ќе трае, ама ќе се заврши. Тоа ми е главна цел, така да речем, главен таргет цел во нареден период. Александар, се тоа што го правите и со новите одделенија, обновувањето, но и со алките со што ги намалувате бројот на затвореници, не го правите заради онаа причина која што сега е омилена кај опозицијата, која што ја верува како расипана плоча, но што име посластица деновиве, не го правите се тоа за да донесете британски затвореници и мигранти во затворите? Не, така. Тоа име како... Види, дај Боже ние... Не те известијате од вас како директор на управата дека ќе дојдат мигранти во нашите затвори или затвореници таму? Јас, Лјупчо, ако останам на позицијава директор на управата за извршување санкција, кој имам довербата од председателот Мицкоски, а верувам дека ние повеќе мандати како ВМРО ќе владееме со Македонија, па поголема гордост за мене нема да може да биде да дојдеме ние до тоа ниво на таков затворски систем во кој што таква земја како Велика Британија ќе можеме тоа затворски туризам, не е тоа затворски туризам, тоа е да превземеш од нив како Ел Салвадор сега што прави, или пред месец и повеќе нешто од месец дена имав можност во Косово 2 затвора да посетам. Значи луѓено се за нас отидени. Република Косово не можеш да замислиш каков затворски систем има, колку и да е чудно, меѓутоа го им имаат помогнато Европска Унија, Соединетите Американски држави, меѓутоа самите луѓе од Косово си го одржуваат и функционираат безпрекорно. До толку е окей сето тоа да една Данска потпишува договор со Косово за 100-200 затвореници испратат и Косово да ги чува. Сега, тоа чини пари. Лјупчо, ние како држава, они со тие 100-200 ќе одржаваат 500, 600, 700, 800 други затвореници, а тие, повторно да речем, да се подсетиме, тие се во затвор, тие не се... туризам, да. Па, нека е затворски туризам, меѓутоа тоа е бизнис кој што или Ел Салвадор, не знам кој гледал, не гледал, нели од Америка да превземат затвореници. Тоа се озбилни пари кои што Соединетите Американски држави или во случајот Данска би плаќала на Косово за чување на тие затвореници. За да дојдете вие до тоа ниво, вие треба да имате затворски систем кој што и затвори кои што ги исполнуваат тие европски стандарди. Кај нас дел од затворите ги исполнува, дел од затворите не се на тоа ниво. Интенција ми е да ние го имаме супер современ затворски систем, каде што и ние како држава, повторно ќе речем, ќе бидеме сигурни како граѓани, а од друга страна пак и самите затвореници ќе имаат човечки хумани услови за престој. И на крајот од денот тие се луѓе. Какво и дело да направиле, ние кон тие луѓе треба да имаат нормални услови за функционирање во затворите. И вака како што е сега, ние пак ќе повторам, се трудиме да ги подобриме условите, меѓутоа дека има простор за многу подобро да биде, има. Се надевам дека за години ние ќе можеме во таква ситуација и да сакаме, нема да ни дадат нас, пошто не е по нивните стандарди, по стандардите на Британија, Данска или било која европска земја. Има ли некаков прогрес и каков прогрес има во времето додека си таму? Ние снимавме пред повеќе месеци едно интервју со тебе, тоа беше времето кога беа оние првите мега заплени на мобилни телефони, нели кога се случуваше тоа што се случуваше. Во меѓувреме се променија ли малку работите во затворите и на каде ода? Да. Ние во Македонија имаме 12 затвори. Во најголем дел од затворите
драматично се сменети приликите, ќе си дозволам да кажам во сите. Меѓутоа, дали со мојата посакувана динамика се менуваат приликите во затворите? Не. Во некој, еве пример ќе ти дадам, пред неколку недели имаме ние интервентна единица и јас сум многу горд на таа интервентна единица и од голема помош ми е во работењето. Имено самата затворска полиција која што е вработена во дадените затвори имаат во описот и пописот на нивното работење и да прават претреси по затворите. Не велам дека нема ефекти, меѓутоа кога оди интервентната единица, затоа што и тие на крајот од денот не се вработени во тој затвор, има тука и плюс фактор на изненадување. Самиот нити директорот, нити заповедникот во затворите знаа дека ќе дојдат они. И кога одат они, заплената првична на телефони, на недозволени предмети, на дрога, беше многу поголема. Се вратам на она што почнав да ти го кажувам, пред неколку недели беа во Битолскиот затвор, не најдоа ниту еден телефон. Јас искрено просто не можев да верувам кога командирот на единицата ми се јави и вика: Александар, не, баравте го, најбрара баравме, не најдовме. И, значи, можело да она мене некој што ме уверуваше, ама вака било, онака било. Значи, и самиот директор на затворот и вработените во тој затвор работат така да еве и некој од надвор можда преку жица ќе фрли, ќе направи телефон сега, ама можело да нема. Во некои други затвори се наоѓаат минимален број, не 2, 3, 4. За жал, има 1-2 затвори во кои што не се многу сменети приликите. Вечерва да отидат дечкиве, мислам дека повторно ќе најдат десетици телефони, но ќе го смениме и тоа. Кои се тие, може да кажам? Па, да. Ќе ги подобриме и таму работите, да. Така. На каде одат насоките твои, желбата да се промени? Што најбрзо би требало да се промени? Имаше идеи ти кога зборувавме пред неколку месеци за економска реформа, да биде само одржлив затворот, односно затворениците да работат и за себе и за државата, нешто што ќе биде настрана што може да добијат и за наети, но и да ги одржува и во форма и сето тоа. Многу работи на едно место. Да. Насоките и понатака, кога ќе се видам јас со било кој од директориве на затворите, се тие. И повторно и тука се појавува веќе разлика. Има некои директори кои што се супер амбициозни и изорани им се земјиштата кои што ги поседувале, посејани. Ако негдека фармата работела, дополнета е фармата со дали е со крави, со свињи, со направени се или се прават во некои затвори кокошарски фарми, делови кај што може да чуваат кокошки, затоа што и кокошките не осат јајца едно друго. Раноградинарски производи негдека. Меѓутоа, тоа е повторно се прават такви чекори, се движи, дали е како примерот во Хрватска, не е. Меѓутоа, дека интенција ни е да ја заживееме таа економија, имено види, она што го наследив. Ние имаме како затвори, се водат тие земјишта. Меѓутоа, години назад, претходната власт не ги обновила тоа земјиште е сепак на Република Македонија. Не направила обновување на договорите со Министерство за земјоделие. Сега тоа го правиме ние на ново. Тук и таму некој затвор го имаше тоа направено, меѓутоа сега генерално го работиме на ниво на сите затвори. Јас активно често доаѓаат представници од амбасади, од странски организации во управата. Се обидувам да добијам донација некоја, затоа што, да речеме, за да имате вие металуршка индустрија, да имате погон, треба машини некои одредени да имате столарска работилница, повторно некои машини треба да имате во нејзе.
претходно било сето тоа запустено, сето тоа било или девастирано или отуѓено и не беа во функција. Ке ти повторам, тоа се работи, срамежливи се овие први чекори, меѓутоа се направени безмалку во сите затвори и јас те уверувам дека кроз неколку години ние во Македонија ќе имаме економија во затворите и тоа ми е исто така една од многу важните работи, затоа што тука е повеќе кратна бенефитот. Имено прво, финансиски гледано, во делот на храна ние ќе ги намалиме трошоците. Вишоците можеме дури да ги вишоците можеме да ги продаваме. Пари кои што трошиме затоа што нели шипки требаат, кревети требаат, таа металуршки погон може да го произведуваме сами. Столарија, нели, масички треба по келиите, едно друго. Сето тоа повторно можеме сами и конечно не е последно ова, меѓутоа може и прво да го ставиме е што тие луѓе ќе научат занаети, ќе научат сами да си ја заработуваат платата, сами да имаат во своите раце занает кој што кога ќе излезат надвор можат без поддршка и од државата и од семејството самите да се вработат и да преживуваат, да живеат, да формираат повторно семејства, ако или да се вратат во своите семејства, да се социализираат со остатокот од општеството. Така што тоа е нешто кое што се работи и ќе се работи и понатака. Акцентот во овој првично мене акцентот ми беше безбедносниот, затоа што ние имавме нарушена безбедносна состојба. Ние едноставно имавме затвори кои што беа приватни пашалаци на одредени затвореници. Моќта на одредени затвореници беа да они беа газди на затворите, не управата на затворот или затворската полиција. Сега тоа не е така. Тоа не постои таков затвор каде што некој затвореник може да тепа затворски полицаец, да му се заканува и да остане за тоа нити казнет, нити било што. Тоа те уверувам дека е во голема мерка сменето. Сменета е хигиената, сменета е дисциплината во затворите, сменете односот на вработените и затворениците и на затворениците према затворската полиција. Дали може да има подобрување? Има уште простор да ние дојдеме на она нивоете на Република Хрватска или на Косово. Меѓутоа, те уверувам дека да се вратиме на назад 10 месеци како било и како е сега, нема споредба. Да. Ова е време кога многу се зборува за капитални проекти, ќе се градат брзи пруги, ќе се градат медицински факултети, клинички центри, се градат многу автопатишта, но остана во меморијата на луѓето единствениот, така го нарекува, капитален проект во времето на владењето на СДС и ДУИ, оној тунел под Идризов што го ископа затворениците. Дали имаш информации затрупан ли е тој капитален проект на СДС или ќе се чува како некое можеби културно богатство или монумент на едно владење? Што стана со него? Затворен е тунелот. Имаат направено грешка тогаш. Избрзале и не се фатени живи тие што го копале. Основано сомневање кои се биле вмешани има, меѓутоа за жал мислам дека нема никој одговарано за кабелот најверојатно, лопатата во овој случај би била, бидејќи копале со нешто. Да, и тоа имале помоши од внатре од самите вработени. Види, знаеш како јас секогаш го повторувам тоа. Човек не е да им се лути на затворениците. Пробале, нивно е да проба. Нивно е да проба. Види, јас на секој му кажувам, знаеш, доживотна казна имаш затвор. Па, човечки е ти да размислуваш за слобода, бе. Човечки е ти да не се помириш со тоа дека до крајот на твојот живот ќе останеш внатре. И да се обидеш некако да избегаш.
Но затоа се тие другите таму, Така е. да не се случи. Така е. Сега, за жал, и понатака, веројатно имаме ние, не веројатно, него имаме ние вработени по затворите, кои што, то повеќе пати го имам кажано, не можеш да знаеш кој е за која страна. Дали е од оваа страна на решетките или онаа. Јас, од друга страна, истото тоа пак го потенцирам, дека во цел овој период упознав преубави луѓе кои што се во затворскиот систем, луѓе кои што вистински си ја сакаат работата и честно си ја работат работата и честно си ја заработуваат својата плата, но имаме и расипани и затворски полицајци и луѓе кои што работат во ресоциализација и во управниот дел, кои што за жал на криминален начин заработуваат дополнителни пари, а пари се понудени и има во затворскиот систем. Ние да се подсетиме, имаме во затворите луѓе кои што потекнуваат од разноразни групи, наркокартели, вакви картели, онакви, кои што во периодот на своето работење, а и дел од нив не се згаснати веројатно и ден денес, имаат заработено многу пари. И они со тие пари можат да ги подкупуваат. Повторно ќе ти речам, жалната вистина е дека такви се уште имаме, но таа борба помеѓу нас не е завршена и тие ако продолжат така да работат, веројатно им е јасно дека јас и повеќе одрешен сум да тие луѓе и најмалку што е да го изгубат работното место, а ако бидат фатени како живи да завршат и позади решетките. И таа борба нема да престане. Нити ме имаат еве, нели јас имав некој несреќен случај, не ме имаат мене заплашено со тоа. Јас сум искрено само уште по-цврсто решен, по-луд. Во делот што нема да те убиете прави посилен. Не ме колебаат со тоа. Тоа само ми е доказ дека она што сум го правел како што треба. Јас ниту на еден човек во моето живење, а ги имам 50 и нешто години, не сум останал должен денарче. Нити сум направил лошо на човек. Јас потекнувам од докторска фамилија и јас сум воспитан да помагам на луѓето како таков, да што можам да направам добро за човека, не лошо. И ден денеска од оваа позиција, јас ако можам на некого да помогнам, помагам. Меѓутоа, оние луѓе кои што дали се затвореници или вработени, кои што не ги почитуваат законите, кои што не го почитуваат кукниот ред, не ги почитуваат правилниците, тие се мои противници. И тоа така ќе биде и понатака. Продолжуваме со разговорот, ќе зборуваме токму за тоа што оној немил настан што се случи со палежот на твојата куќа. Со нас е Александар Пандов, имаме уште интересни теми за отворање. Останете со нас, одиме со вкусиот во реклама. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Александар Пандов, директор на управата за извршување санкции. Александар, пред некое време се случи еден немил настан кој што и јавноста го протолкува како обид за твое заплашување. За сите оние работи што ги зборувавме во првиот дел за воведувањето на ред, нели, во затворите, тука имаш две страни. Едните се вработените кои што се инволвирани во некои работи, другите се и самите затвореници на кои што не им се допаѓа тоа да здисуваат, самиот кажа, дел од нив биле поголеми газди од луѓето од управата на затворите. Дали има нови моменти околу тој палеж што беше на твојата куќа во Зелениково решани, каде ќе му дојде точно крајно решени почеток на Зелеников. Има основано сомневање околу некои ликови, ќе ги фатиме. Мислам, ќе ги и докажано ќе ги знаеме кои се. Јупчо, ќе ти повторам, види,
ми направија материјална штета голема, нема Знам збор. дека ти беше влюбен во тој дел, ти самиот го правеше, го одржуваше. И понатаму сум јас влюбен. Не ти го скршија филмот, не? Не. Таму имам јас прекрасен двор, имам тој се уште во функција, кој што е правен со години и години. Мене тоа ми е наследство од моите родители и реално јас имам од таму 6-7 години функционирано 365 дена во годината. Знаеш, оно викендич, како ќе кажеш, е Место каде одиш од време на време. Да, и она што не ти е веќе за дома, што е го служило своето, го носиш таму. Овде не, ова беше направено буквално како дом, како куќа за живење. Јас таму си имам, повторно ќе ти кажам, до пред неколку години од таму и функционирав. Многу спомени убави со деца, со фамилија, со друштва, луѓе таму имаат поминато. Ќе ја направам повторно во некој идно време. Материјалното се прави, здрав и жив сум се, тоа е тоа. Таква е мојата работа, па повторно ќе речам Но не те ставија во дилема, како што кажа и самиот во првиот дел, дали да продолжиш со ова што го правиш. Не си стави прашалник, не? Не. Напротив, само те наводија. Не, само сум порешен и сум поуверен дека тоа што го правам како што треба. И на тие што тоа го направиле, што мислат сега дека нешто ќе се смени кај мене во главата, па јас не знам која им била идејата. Веројатно некој бес кој што имале во себе, па го истуриле на овој начин. Нешто ми немаат сменето, повторно ќе речам, сум решен да си ја терам оваа работа и да, Македонија има современ затворски систем, европски затворски систем кој што ќе бидеме и ние како граѓани сигурни, а повторно ќе речам и затворениците да имаат многу подобри и похумани услови во затворите. Мандатот ми го има доверено председателот Мицкоски, јас сум му благодарен за тоа и се додека он има доверба во мене и додека го имам, ја имам довербата од него, ќе си ја терам јас оваа работа. Ни во една секунда не постои кај мене двојба дали ова што го правам треба да го правам и понатака. Тоа е тоа. Куќа, па повторно ќе речем, било што е материјално се прави, Љупчо, не е нешто. Јас сум поготово човек кој што и во тој дел финансиски сум и денеска имам и на берзи пари, и на ова и на она. Пари се добиваат и се губат. Не е страшно. Во моментов, Пандов, се два закона, едни измени на еден закон и закон кој што ќе биде нов, зборуваме новиот закон е законот за пробација, а измените се однесуваат на законот за извршување санкции, сето ова е во твоето поле, нели, до каде сме, што сме со ова? Законот за извршување санкции, имавме две работни групи, едната измени направивме на законот за извршување санкции, работната група ја предводеше професорката Гордана Лажетич. Тие се направени, кај на ЕНЕР треба да биде закачен законов. Вториот е комплетно нов закон, затоа што 10 години е стар кога законот за пробација. Работната група ја предводеше професорката Елена Мујоска и исто и тој, мислам дека оваа недела или следната недела ќе биде закачен на ЕНЕР и ќе имаме подобрување, законско подобрување, ќе бидат испратени во собрание и јас се надевам во наредниве месеци дека ќе бидат донесени. Ќе има подобрување, измени одредени кои што според мене се многу квалитетни и во законот за извршување санкции, а и во законот за пробација. Што се новитетите? Што е оно што треба да се промени и ќе биде подобро со овие измени и со овој закон? Па ги има поголем број, да ти кажам. Сега да влезам во тоа материјална расправа, да ги набројувам. Меѓутоа има поголем број на измени.
во некоја наредна прилика ќе Така ми треба подолг период да ти кажам да ги Не, да ги времето бројам. ни е при крај, Така е, а ставиме бев за опоменат следен од пат, тебе ќе ми дека биде да, честно, еве и да. времето отиде така. Да, што- има еве и денеска дури имавме една работна група во која што повторно одредени членови во Законот за извршување санкции би ги додале како такви, кои што цела работна група бевме согласни дека да, така би било подобро, меѓутоа во некое идно ќе имаме можност Имаме шанса, може и да ги соопштиме виновниците кои што во меѓувреме ќе ги најдат, како и да е, Да, работите да одат на подобро. Остануваш оптимист во однос на подобрувањето на затворскиот систем и на она што се Што можеш да прашаш во било кој затвор, дали вработен, дали затвореник, дали е онаа чувената на Али Ахмети како до сега, како што било, или е многу сменето. Јас гордо истакнувам дека и те уверувам дека е сменето многу, а и тебе и гледачите наши ги уверувам дека нема да се застане. Ние сме да, ова сакам да исто да го истакнам дека крајна благодарност до претседателот Мицкоски и до министерката Димитриевска Кочовска за финансии. Одобрени ни се и во наредниве месец-два ќе имаме 171 ново вработен, од кои што доминантно околу 130 се затворска полиција. Реално имаме сега многу мал, во некои поготово затвори, многу мал број не сме на минимум, под минимум сме. Меѓутоа тоа во наредниот период и тоа ќе биде сменето. Сакам да кажам, ние се што се прави за подобрување на приликите во затворите и не се застанува. И имам и јас како директор на управата за извршување санкции максимална поддршка и од премиерот и од целата влада, оние каде што имаме допирни точки, дали со министерот за внатрешни работи, дали со министерот за правда, со Ти благодарам, што беше мој гост. Ти благодарам за можноста. Се гледаме во следна прилика и да ги доточниме работите. Да. Се надевам да и со нови моменти. Уште еднаш ти благодарам и беше чест. Благодарам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.